Температурните промени, кои што се последица на глобалните климатски промени, како влијат на здравјето на луѓето. Ние луѓето еден долг временски период бевме адаптирани на тој бавен или мирен ритам на временски промени, каде што во текот на една година ги имавме сите 4 годишни времиња, каде што постоеше јасна граница помеѓу тие годишни времиња, но во последните десетина година, па токму сега и во овој период, сведоци сме, во овој период на годината имаме појава на нагли, топли и ладни периоди, кои што се проследени со едни големи температурни осцилации во текот на денот, каде што понекогаш може да бидат и до 20 степени, така да сега токму во овој период имаме утрински температури од 5 степени, а дневните температури се некаде достигнуваат до 25 степени, така што таа температурна варијација, осцилација на температура од 20 степени и текако негативно се одразува врз здравјето на луѓето. Не смееме да го заборавиме во корелација со тие температурни промени, да го заборавиме и атмосферскиот притисок, кој што во комбинација токму со температурните разлики, осцилациите како негативно се одразуваат врз здравјето на луѓето. Ефектите на овие температурни варијации се на директни и индиректни врз човековото здравје. Директните влијанија врз човековото здравје се во зависност од тоа дали имаме високи или ниски температури. Механизмот на дејство и на високите и на ниските температури е различен. Ниските температури делуваат на крвните садови, предизвикуваат стеснување или вазоконстрикција. Делуваат на ниво на сите крвни садови, делуваат на периферните крвни садови, така што во текот кога имаме надвор многу ниски температури, луѓето се жалат претежно на болки во нозете, бидејќи засегната периферната циркулација, делуваат предизвикуваат вазоконстрикција или стеснување на крвните садови кои што го исхрануваат срцевиот мускул, тоа се коронарните крвни садови, кои што може да доведат до влошување на таа коронарна болест кај хронично болните пациенти, или пак може да бидат причина и за срцев инфаркт, како и да делуваат, овде се зафатени се и мозочните крвни садови, кои што може да бидат и причина за појава на мозочен инсулт кај хронично болните лица. Ниските температури доведуваат до покачување на крвниот притисок. За разлика од ниските температури, ефектот на високите температури е обратен. Во услови кога имаме надвор високи температури, настанува ширење или вазодилатација на крвните садови, тоа доведува до пад на крвниот притисок, до пад на крвниот притисок доведува и интензивното потење, каде што во услови на надворешни високи температури имаме интензивно потење, губиток на течност и губиток на соли, така што механизмот на дејство на овие високи и ниски температури е различен. Па затоа еден совет кај хронично болните луѓе кои што земаат антихипертензивна терапија, таа антихипертензивна терапија да се менува согласно временските сезонски температурни варијации. Покрај тоа што високите и ниските температури делуваат на кардиоваскуларниот систем, тие се воедно и причина за појава на алергии. Поточно високите температури сега во услови каде што токму во оваа сезона имаме температури нешто кои што се за некој степен невообичаени за овој период од годината, е продолжен периодот на цветање на одредени видови на растенија, и настанува и промена во географската распределеност на тие видови растенија, така што одредени видови растенија се јавуваат во области каде што претходно ги немало. Па затоа токму и луѓето кои што имаат алергиски ринит, симптомите оваа година се јавија многу порано во однос на претходните години и во однос на периодите од годините кои што беа вообичаени за таа симптоматологија. Не смееме да ги заборавиме и респираторните заболувања, особено во зимските периоди од годината, каде што ниските температури се и воедно доведуваат до влошување на симптомите на хронично болните пациенти, но и аерозагадувањето, каде што се почесто, каде што во периодот на изминатата година
градот Битола имаше денови каде што нивото на PM10 частиците беа неколку пати повисоки во однос на максимално дозволените концентрации, каде што на тоа може да се препише дека и климатските промени се една од причините за појава токму на ова аерозагадување, но не треба да се заборави тоа е антропоген фактор, човековиот фактор, кој што е најголема причина за тоа аерозагадување. Значи тоа беа директните ефекти, каде што ниски високи температури влијае на крвниот притисок, поточно на кардиоваскуларните заболувања, на респираторните заболувања, појавата на влушување на симптомите на астма, како и алергискиот ринит. Покрај овие директни ефекти, високите температури имаат индиректни ефекти врз здравјето на луѓето, а тоа се согледува преку појава на одредени заразни заболувања кои што се јавуваат како резултат на небезбедна храна и вода. Направена е, Република Македонија прв пат се соочи со овој проблем на топлотен бран во 2007 година, каде што тогаш се највисоките температури изнесува 43 степени во неколку града на Република Македонија беше измерена таа температура. Во текот на тие топлотни бранови дури 100 смртни случаеви се случаат со поврзаност со високите температури, појавата на повеќе од 200 пожари на територијата на Република Македонија, кој што сето негативно се одрази комплетно врз општата добра состојба на луѓето. Проценето е дека со секој 1 степен на зголемување на температурата, стапката на смртност од последицата на таа температура се зголемува за 4,8%. Да се надоврзам на директните ефекти на високите температури врз здравјето на луѓето, кои што произлегуваат токму од заразните болести кои што се пренесуваат преку храна и вода. Храната итекако може негативно да влие на здравјето на луѓето, особено во услови кога имаме надворешни високи температури, појава и на лесно расипливата храна, токму е подложна на расипување, кој што во периодот на 2007 година, кога се јавија и првите високи температури, утврдено е дека според испитувањата кои што ги има спроведени од страна на Министерство за здравство, утврдено е дека за секој 1 степен на пораст на температурата, труењата предизвикани од бактерија салмонела се зголемиле за 5 до 10%. Покрај труење предизвикани од небезбедна храна, од некои бактерии, се очекува и појава на други видови на заразни заболувања преку храна. Актуелен беше хепатитот А, кој што во тој период на минатата година беше поврзан како резултат на пренесен преку вода за пиење, како е одраз на лоши хигиенски услови, лоша лична хигиена. Понатаму покрај салмонелата и другите диареални заболувања од небезбедна храна, во индиректни ефекти се бројуваат и болестите кои што настануваат од небезбедна вода за пиење. Секако високите температури влијаат и на атмосферските врнежи, со намалување на нивото на атмосферските ефективните врнежи, преку намалување на тие ефективни врнежи се намалува и нивото на водени ресурси, а знаеме дека тие водени ресурси неопходни за ние да се снабдиме со вода за пиење. Градот Битола како за вода пиење користи површинска вода. Доколку би се намалил токму нивото на тие врнежи, ќе имаме проблеми ние со водата за пиење. 60% од населението се снабдува со вода за пиење од градски водовод, остатокот се снабдува од вода за пиење од селските водоводи, поточно од 60% од населението живее во градовите, остатокот 40% живеат по селата, дел од селата се приклучени на градски водовод, но остатокот имаат собствени водоводни објекти, а само 10% се снабдуваат со нема пристап до безбедна вода, имаат индивидуални водоводни објекти. Совет до самите граѓани е, бидејќи рековме да внимаваат што јадат, што конзумираат во услови на високи надворешни температури. Чување на лесно расипливата храна во разладни уреди во фрижидери.
редовно миење значи на рацете пред секој контакт на храната. Значи миење на овошјето и зеленчукот, значи но не само да го измијат, многу е битно и каква вода ќе користат значи при нивното миење. Значи водата секогаш треба да биде исправна, да биде со добар квалитет, значи тоа се подразбира вода од градски водовод. Значи кога одат на излет, на летувања, да користат флаширана вода, значи да не користат вода од чешма, бидејќи секогаш кога не се доволно запознаени каков е квалитетот на водата, да користат значи флаширана вода. Значи рековме редовно миење на овошјето, зеленчукот, конзумирање значи на лесна храна, на повеќе течности, значи избегнување на засладени течности, зошто заради висока ниво значи на шеќер, концентрација на шеќер, значи бидејќи дополнително жетта ќе ја зголемат значи тие напитоци, да избегнуваат значи енергетски напитоци, зошто бидејќи во услови на висока температура имаме значи интензивно потење, понатаму да избегнуваат престој значи на отворено во периодот значи од каде што кога имаме висока температура од 10 значи до 5 часот, да носат значи лесна облека, да се заштитат значи сонце со носење на капа, значи на очила, да се мачкаат значи со креми кои што содржат значи UV фактор. Не треба ни да ги заборавиме ни болестите кои што се пренесуваат преку вектори. Значи најчести вектори се комарците и карлежите. Минатата година имаше неколку случаи на ниво на Република Македонија каде што беа изолирани западно-нилската треска и маларија, но сите тие случаи тие луѓе болести има добино надвор значи од државата, но сепак ризикот дека токму комарците кај нас на ниво на Република Македонија може да бидат извор на зараза, постои. Значи не само крлежи и комарци, не треба да ги заборавиме вече болестите кои што ги предизвикуваат значи глувците. Така да, како последица на тие климатски промени, лани во Битола ги имавме и поплавата значи во Битола, кој што сама со себе носеше значи последици по здравјето, човечки пред се загуби, понатаму големи катастрофи, економски загуби, материјални загуби, значи опасноста од ширење на заразни болести, значи небезбедна вода, небезбедна храна и така натаму.